Почитуван председател, почитувани колеги пратеници, почитувани земјоделци, почитувани граѓани, представници на медиумите. Министре, вашиот мандат има 3 збора. Не исполнето ниту едно дадено ветување, што значи огромна лага кон земјоделците, ароганција на која што се незадоволни токму и овие што колеги ви ја дадоа поддршката, и тоа многу јасно и директно ни го кажуваат, не само земјоделците, и оно што е најкатастрофално, корупција на сите нивоа околу вас. Каде и да погледнат земјоделците денес гледаат едно исто, а тоа се малку пари во своите джебови, немање доверба во институциите и многу причини да се чувствуваат измамени. Нивното незадоволство не можете да постигнете да го избришете преку коментарите кои што ви ги даваат. Нема ниту еден коментар и наголем дел од вашето време го трошите на тоа. Вашиот мандат започна со ветување за спас на земјоделството, а завршува како символ на неспособност, на одговорност и скандали. Одговорноста не може да ја зубиколи владата, која што дозволи 2 години лошо менаџирање на овие институции. 2 години во кои министрите и директорите се занимаваа не со креирање на мерки заради безидејноста, туку со штанцење на празни измислени пријави, со разместување, суспендирање, деградирање на сите професионалци, креирање на коруптивни мерки за кои што веќе се водат истражни постапки и рекетирање на производители, увозници и преработувачи. Ако ги погледнете медиумските написи и коментарите на земјоделците, земјоделството е секогаш во црна хроника. Откупот од малите земјоделци паднал за 46%. Работиме со загуба, млекото намалено за 10 денари само во неколку дена. 100 милиони евра наместо 140 лаги од владата. Жетвата почнува, нема ни цена, ни субвенции за житото. Поништени повиците за трактори и механизација. Владата нема доделено ниту еден трактор за 2 години. Лозарите незадоволни од цената на вранецот и смедеревката. Уапсен директорот на платежната агенција. Уапсен директорот на инспекторатот за земјоделство. Откупот од малите земјоделци паднал рекордно за 31 милион евра во само 3 месеци. Земјоделците бараат средба со Мицковски. Субвенциите за овци доснат 10 месеци. Владата удри по земјоделците. Владата ги скрати субвенциите за тутунот и предизвика гнев кај тутунарите. Жетвата почнува во неизвестност. Млекото се откупува по се пониска цена. Државната поддршка доаѓа предоцна. Земјоделците пак се на нова мака. Поништени повиците за набавка на трактори и механизација кои ги чекаа 2500 земјоделци. Нито од 50.000 евра за ИПАР договорил директорот на платежната агенција. 100.000 евра мито договорил директорот Васе Анакиев. Овие состојби разочараните земјоделци и сточари заради исплатени субвенции за сточарството, поледелството, градинарството, намалените цени на млекото, на зимската зелка, на грозјето, неизвестност пред жетвата и така натаму. Сите наслови како во црна хроника. Што велат ветувањата, а што вели реалноста? Тој предмет на оваа интерпелација после 2 години. Изборната програма на ДПМНЕ вели 180 милиони евра годишно за финансиска поддршка. 120 милиони евра е поддршката во овие 2 години. Тоа е првата лага. Конкретно за програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и интервентниот фонд. Вкупниот буџет во 2025 година 124 милиони евра. За прв пат со ребаланс на буџет скративте на субвенции. Да не споменуваме дека програмата за органско производство веќе во јуни месец, а е годишно и се носи во јануари, воопшто не е донесена. Кога веќе ги лажевте земјоделците со некаква зголемена поддршка, а истата е помала од било кога претходно, бидете искрени барем до крај и кажете им на земјоделските производители дека ги задолживте идните генерации со 2,5 милиарди евра и тоа е единствената работа која што направивте, меѓутоа кажете на земјоделците за вас нема пари, снаоѓете се како знаете и како умеете. Кажете им поголема поддршка ќе има за поединците и тоа за големите. Наместо 300.000 евра првата и единствена работа што ја направивте, како во времето на Груевски, го зголемивте лимитот на 1 милион евра по корисник. Поединци за кои смисливте мерки за кои не треба доказ
за продадено производство за сертифициран посадочен материјал од пред 2 години. Поединци кои што ги позлативте со дополнителни субвенции за откуп на грозје минатата година и зашто повторно ќе се водат соодветни постапки. Затоа што нема покорумпирана мерка од мерка во која што ќе имате еден корисник и во која што другите нема да ги знаат информациите, а ќе ви биде вмешан и инспектор кој што е близок до вас. Поединци за кои што смисливте мерки за кои не треба доказа предадено производство. И не се не обидувате да се вадите со паушални изјави дека сите наследени долгови биле од претходно време, заради тоа што бројките ги имаме, бројките ги даде вашиот директор, стои со подпис позади тие бројки и тие нема да ви одат во прилог на лагата 2 години што ја слушаме дека сето тоа било 2024 по 2020 и 2021. Лесно е да се лаже, лесно е да се збори со бројки од ракав, меѓутоа имаме на документ колку биле тие за останати субвенции од 20, 21 и 22. И тој одговор нема да ви се допадне. Понатаму, пишувате во програмата за некакво покачување на субвенциите за сточарството од 50%. Да не мислевте на намалување за 50%. Бидејќи првото нешто што го направивте е намалувањето на субвенциите кај говедата од 12.000 на 8.000. Од 4.000 ги зголемивме на 12, се со цел 24 да бидат 20.000 денари. Првата работа што ја направивте покрај 1 милион евра за големите, што е најкоруптивната мерка, е намалувањето на субвенциите за говедата од 12 на 8.000 денари. Па им правите математика на земјоделците како со 1 денар плюс ќе добијат повеќе. Субвенциите ем се неисплатени, ем се намалени. Секој ден нова вест за намалени откупни цени на млекото. 2 години домашните преработувачи на млеко укажуваат на неконтролираниот увоз на сомнителни млечни производи, особено од Србија и од други земји, но не преземавте ништо. Не само што не преземавте ништо, него на повидок е нов скандал, дека 2 години не ви е спроведена годишната наредба на агенцијата за редовен мониторинг. По овие неправилности кои што ги откривте со вонредни контроли. Да постоел тој редовен мониторинг што е законска обврска, овие неправилности ќе биде откриени пред 24, пред 22 или пред 20 месеци. Споменувате инвестиции со неповратни средства од 50% за механизација, нови насади, предигриран добиток и така натаму. А и што овие мерки постојано и успешно се реализираа преку програмата за рурален развој, која што ја преполовивте од 1 милијарда и 200 на 600 милиони минатата година, мислевме дека ако тие се спроведат, ќе има добар континуитет. Укинати се цели програми за поддршка на микропроизводители на најдобрата реформа која што сме направиле. Цела една нова гранка од сива економија да биде легализирана, да се отворат 4000 работни места, семени бизниси во македонските села. А знаете да се сликате со семените винари во Белград кога ви носат стотици награди и знаете да се сликате со председателката на државата која што им додели токму на оваа асоциација, не на друга, на оваа асоциација која што создадовме со тие програми, тоа се македонските семени винари. Горди како македонци, како држава, како Македонија на овој процес и на оваа реформа. Што е со рестартирањето на винариите по Вардарија, Лозово и Валандово? Тоа ви стои во програмата. Еве 1% од програмата не е реализирана, меѓутоа велите ќе го рестартирате по Вардарија, Лозово, Валандово. Велите ќе се воведе кредит револвинг фонд за откуп на земјоделски производи. 2 години нема. Лажните им помпезни ветувања за жал го земаат својот данок, а најголем губитник токму македонскиот земјоделец. Но уште погубно е тоа што не го понудивте во програмата, а и што не имплементиравте ништо од тоа што го ветивте. Меѓутоа, не им кажавте на земјоделците дека ќе ги имплементирате работите кои што ги нема во програмата, кои што не ги зборевте од село во село кога шетавте овие години и ја баравте довербата. Никаде во програмата не кажавте дека ќе го укинете субвенционирањето на ситниот ориз. Тоа ако направите експресно во првата година со игнорантски однос и под рака со директорот на државниот инспекторат за земјоделство, кога правите притисоци кај откупувачите и одземавте лиценци.
Излегувавте со изјави дека е постигнат договор за оризова арпа која што ќе се откупува по 35 денари, а ви оставивме период која се откупуваше по 40 и 42 денари, за да денеска таа биде 22-25 денари и да биде преполовена. 30% се зголемени нивните трошоци, 30% минимум ја намаливте откупната цена на оризот. Системското уништување на оризопроизводството е токму во овие 2 години. Никаде не можевме во програмата да прочитаме за вашиот план да ја укинете субвенцијата од 60.000 денари по хектар за високо квалитетно грозје. Ниту за укинување на мерките за поддршка на лозарите со дополнителна поддршка која што обезбедувавме секоја година. Нема за лозарите ниту 1 денар, ниту 2 денари, ниту 3 денари. Сите закони ни беа одбиени, ама експресно донесовте на коруптивен начин нешто што исто така ќе биде предмет на кривични пријави, поддршката од 12 денари за винарии, каде што една винарија добива десетици милиони денари средства. Една винарија само знаеше дека од тој до тој датум вие ќе креирате мерка, за тоа има докази, заради тоа што инспекторите околу вас се тие што кажуваат како оваа мерка била договарана. И тоа е испумпување на парите од буџетот, за да нема за малите, за да ги подигнувате праговите, за да ги укинувате мерките за малите, за да исклучите 10.000 мали земјоделци, за да нема за малите производители на храна кои што ги создадовме, ама да има за големите. И тука е сериозното прашање кое што ќе се отвора во наредниот период. Законот за виното дефинира дека до 15 јули во тековната година Министерството по справедлива постапка објавува производна цена. И тоа е закон, и за тоа има кривични и казнени одредби. Се дрзнавте 2 години да го кршите законот кој што беше наш предлог, усвоен во наше време, во наш мандат и кој што донесе со ваша поддршка, заеднички, тоа сум го кажал постојано, и кој што закон донесе многу бенефити за лозарите. Меѓутоа, ја сокривате откупна производната цена, нешто што морате да го правите согласно закон и за нешто за што мора исто така да се одговара. Никаде во програмата не кажавте дека лимитот ќе го зголемите на 1 милион евра. Кај го кажавте, во кое село, во која изјава, на која телевизија пред 24 година дека големите, тие блиски до вас, ќе добиваат по 1 милион евра. Што понудија? Што направивте? Јас знам како се бараше оваа мерка и во минатото. Меѓутоа бевме решени дека ќе ставиме лимит за да има за помалите. На помалите никој не смее да им баре. Ама што се крие позади мерката од 1 милион евра субвенции за големите? Нешто што не го кажавте пред изборите. Не кажавте пред изборите дека ќе ги подигнете праговите уште повеќе да го тежнете македонскиот мал земјоделец од 0,2 на 0,5, од 0,5 на 0,7. Тоа не е дел од вашата 1.198 или програма која што веќе и насловот го заборавивте. Не кажавте дека ќе ги намалите субвенциите за тутунот, кои што ние ги зголемивме на 100 денари. И сега се намалува на 80. Него велевте дека 160 ќе бидат. Има изјава, ќе ви ја пуштиме, како Цветан вика 160 денари ќе биде субвенцијата на тутунот. Само кога тутунарите му треба да дадат поддршка да седи во фотелјата. А сега се намалуваат од 100 на 80. Зошто тоа не им го кажавте? Токму на тутунопроизводителите. Зошто тутунопроизводители ги чекаат уште субвенциите? Зашто се исплаќа во март, во април? Ги лажете дека ќе бидат во март, па во април, во мај, во јуни. Зошто не им кажете дека нема пари? Зошто не им кажете дека и со 2,5 милиарди евра немате политичка моќ во владата да обезбедите поддршка за земјоделците? И ете сме 10 јуни, тутунопроизводителите немаат пари, немаат субвенции на своите сметки. Високо место и време на вистинско место и време на одговорите на клучните прашања кои што ги поставуваат земјоделците е токму сега. Докаде се премиите за тутунот? Докаде се субвенциите кои што треба да ги исплатите за 2025 година, за сточарите, за градинопроизводителите, за се оно што не е исплатено и за кое што, ако споредите со 2024 година, веќе се од тоа што не е исплатено, било исплатено во 2024 година. Министре Трипуновски, кога ќе ги исплатите и субвенциите за говедата кои што ги скративте? Чувствувате ли потреба за реализирање на исплата кон оваа категорија на земјоделци кои што се неисплатени, имаат и намалена цена на млекото за 10 денари и зголемени трошоци?
оние за пчеларството, за органското производство и така натаму. Но имате ли одговор кога ќе почне аплицирањето за 2026 година? Ова не се случило во 15 години да аплицирањето за земјоделство и за прејавување на субвенции не биде започнато. Дали е некој систем нов набавен во прашање кој што не може уште да го воспоставите и од која што некоја тајна фирма која што уште не се знае и така натаму. Меѓутоа знаете дека луѓето околу вас се првите кои што се незадоволни во Министерството за земјоделство. Првите луѓе кои што бараат да се видат, да се сретнат, кои што си заминуваат од таму и кои што како свиркачи доставуваат документи. Министр Трипуновски, 2 години се доволно време да се види резултатот од една политика. А резултатот од вашето работење денес го гледа секој земјоделец, сточар и секој кој што живее овде. Овие 2 години нема да бидат запаметени по нови инвестиции, по нови системи, по нови пазари. Ќе бидат запаметени по корупцијските скандали во ИПАРТ, и ИПАРТ е блокиран повеќе од година дена. ИПАРТ ќе биде блокиран до крајот на годината заради тоа што одговорете дали до крајот на годината и кога ќе има нов повик за ИПАРТ. Имаше бидатата година, цела година нема да има и одговорете под кој надзор и одговорете уште едно прашање. Колку пари вративте минатата година и изгубивме за прв пат после 8 години? Во ИПАРТ 2 отворете ги официјалните документи, ќе видите дека во ниту една од 7 години, ниту едно евро не е изгубено и вратено назад. 460.000 евра се изгубени во 2025 година. Вие овие работи не ги знаете, заради тоа што не ги примате тие луѓе кои што ги знаат да ви ги кажат и кои што работат на тоа. А на крајот на 2026 година милиони евра ќе биде декомитментот. Тоа е декомитмент за оние кои што ја знаат проблематика, односно пари кои што никогаш повеќе не може да ги искористиме. Побарете од НАО, познатото во Министерство за финансии, да ви каже колку ќе биде декомитментот за оваа година. Јас ги знам официјално податоците, си ги побарав, имаме комуникации со Брисел и тоа ќе бидат милиони евра, над милион евра, кои што оваа година ќе бидат изгубени, а се уште немате повик во делот на ИПАРТ програмата. Овие 2 години ќе бидат запоменети по укинати програми, поништените повици за трактори и механизација, преполовената програма за рурален развој и намалените субвенции и укинатата авансна исплата. Ќе бидат запаметени по тоа што илјадници земјоделци секогодновно бараат исплата за останатите субвенции, а наместо поддршка добиваат бесконечно одлагање. Ќе бидат запаметени по тоа што цените на пченицата, на оризот, на грозјата, на зелката, на млекото и низа други производи паднаа под производствените трошоци, а немате донесена ниту една дополнителна мерка од денар, 2, 3 или 5 за нивна поддршка. Ќе бидат запаметени по напуштени реформи. Официјално Европската унија ви соопшти во соопштение на делегацијата дека ги напуштате реформите во шумарството, на пропаднати проекти, на уништени административни капацитети, на мобинг и на што уште не. 2 години институциите не беа ставени во функција на земјоделците, туку во функција на вашите интереси. Професионалци со долгогодишно искуство беа деградирани, преместувани, изложени на притисоци. Жени, минимум 10 жени ќе наброиме, самохрани родители, самохрани, кои што ги преместивте чисто ради ваша интенција и она што сакате да го правите. Постојат бројни реакции за судски постапки и многу други работи на мобинг над професионалните служби. Во исто време, нефункционирањето на електронските системи и нарачното архивирање на документацијата при одредени повици е предмет исто на сериозна дебата, но и прашања одговори во наредниот период. Вие ветувавте повеќе субвенции, земјоделците добија помалку, ветувавте сигурен откуп, земјоделците добија пониски цени, ветувавте нови инвестиции, земјоделците добија блокиран ИПАРТ. Корупцијските скандали не завршуваат само со апсење и сомнежи за подкуп, тие кулминираат со прекината ИПАРТ програма, која што се уште не е воспоставена. Наместо на времена реакција и преземање одговорност, јавноста беше сведок на обид за релативизација и за криење на одлуката за прекин на програмата ИПАРТ. Ова представува сериозен удар врз довербата во европските фондови и врз кредибилитетот на институциите, кој што е граден и во кој што сме биле лидери по 7 години, потврдено со документ официјален на Европската комисија. Кога земјоделците протестираат за субвенции, кога сточарите ги затвараат фармите, кога лозарите, орозопроизводителите, градинарите и сите бараат заштита, а државата молчи, тогаш проблемот не е кај земјоделците. Проблемот е во Министерството, но и кај сите нас кои што побаравме и мора да добиеме и оставка, и одговорност, и променети политики, и променети кадри во овој сегмент.
Слушнете ги земјоделците кои денес бараат презимање одговорност, здруженијата, синдикатот кој што побара оставка од самиот министр. Слушнете ги земјоделците кои бараат оставка затоа што го изгубивте кредибилитетот кој што со години го градевте на темел на лажни ветувања и на ветувања кои што денеска немате исполнето ниту ништо. Наместо напредок направивте чекори кои што ќе останат трајни последици врз македонското земјоделство, врз довербата на институциите. Кога ветувањата се претвараат во разочарување, кога Благодарам. Благодарам. Ви благодарам. Да.